Почитувани присутни, почитувани фармери, новинари, денеска подпишуваме дел од 43 договори за мерката за инвестиции во подземни системи за наводнување капка во капка од програмата за рурален развој. Со оваа мерка возможуваме кофинансирање на трошоците за набавка на различна опрема потребна за инсталирање на системите за наводнување капка по капка, но и услуги за изведување на градежни работи, инсталирање на опремата, како и за изработка на елаборати и техничка документација. Или конкретно, на лицата со кои што се склучуваат договорите од страна на платежната агенција им се покриваат дел од трошоците за набавка на опрема и приклучна опрема за системи за наводнување, приклучна механизација за поставување и собирање на системот капка по капка, опрема за електрична инсталација, за снабдување со електрична енергија, апарати, агрегати, компјутерска опрема за функционирање, управување и контрола на системот за наводнување и се друго што е потребно за самиот систем. Финансиската поддршка, како што кажав, се исплаќа по принципот на кофинансирање за завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот и е меѓу 50 и 75% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за самата инвестиција. Максималната сума која што може да ја земе секое поединечно земјоделско стопанство изнесува 1,8 милиони денари за земјоделците кои што аплицирале за систем за наводнување, додека за инвестиции во бунари максималната сума е 364.000 денари. Вкупно по основ на кофинансирање за овие 43 баратели со кои што се склучува договорот денес, ќе бидат исплатени околу 20 милиони денари преку програмата за рурален развој. Наводнувањето за нас е една од главните услови за зголемено и конкурентно земјоделско производство, токму затоа преку програмата за рурален развој креираме постојано мерки кои на земјоделците им овозможуваат инсталирање на ваков тип на системи за наводнување, што за нив ќе значи и олеснување на производството, но и поголеми приноси. Ова мерка за која што денеска разговараме е само дел од нашите политики во делот на создавање на услови за зголемување на наводнуваните земјоделски површини. Паралелно во изминатите 2 години макотрпно работевме на започнување на најкрупните капитални инвестиции во историјата на ова министерство, каде што министерството се јавува исто така како инвеститор. Имавме многу заглавени проекти и сум среќен што закружувајќи 2 години од самото функционирање, сите тие проекти денеска се во фаза на реализација, а со нашите меѓународни партнери разговараме за нови потенцијални можности кои што веќе ни се дефинирани. Ке потсетам дека неодамна го склучивме договорот со изведувачот на градежни работи за втората фаза од проектот за изградба на систем за наводнување во јужната долина на реката Вардар, каде што до крајот на неделата, може да соопштам денеска, дека Штрабак ги започнува градежните активности на овој проект кој што во целина вреди 23,4 милиони евра и е гордост на министерството во овој период, е пример на тендерска меѓународна постапка по сите стандарди и верувам дека во следните година и пол целиот систем ќе биде ставен веќе во функција, тоа се над 2000 хектари. Во завршна фаза изработката на техничката документација започнува изградбата на 3 мали системи за наводнување финансирани преку Европската унија. Истовремено во ПОН ЕКСЕ градежните активности на браната Конско во Гевгелија, како и на системот Равен Речица во Полог, каде што со интензивно темпо се одвиваат градежните активности. Во тек се преговорите со ЕИБ за одобрување на заем за започнување на втора фаза од Јужновардарската долина, односно со КФВ банката, каде што ни се одобрени средствата и одобрени се средствата исто за хидросистемот Лисиче. Тоа е еден нов пакет кој што во овие 2 години го заокруживме од почеток до обезбедување на финансии, односно околу 40 милиони евра за хидросистемот Лисиче и за третата фаза од Јужновардарска долина, а како што јавноста знае, што туку заврши и првата тендерска постапка за хидросистемот за окружување на првата фаза во делот на хидросистемот Злетовица, односно
имавме интензивни активности во овој период, каде што фокус ни беше водоснабдувањето, крупните инвестиции, нови проекти, но и реализација на токму овие мерки од програмата за рурален развој, кои што особено па значат за самите земјоделци. Нашата цел е да обезбедиме услови за квалитетно земјоделско производство, поголем приход за земјоделците, а со тоа и поголем економски раст во целиот овој процес. Водата е клучниот ресурс и услов за постигнување на сите овие наши цели.